Навистина за нас не беше јасен концептот зошто сите политички парламентарни партии не се застапени на овој состанок. И добивме објаснување кое што навистина не можевме да го прифатиме во стилот во кој што ни беше објаснето. Исто така, како ВМРО ДПМН изразивме сериозен револт и негодување на девијантното однесување од страна на владините представници, но и од парламентарното мнозинство во текот на вчерашниот ден, кога на еден начин, неделовнички, на еден начин кој што до сега не беше пракса во политичкиот живот во Република на Македонија, се утврди потребата од промена на изборниот законник без поддршка на најголемата опозициона партија, односно без поддршка на опозицијата, а се со цел да се намали бројот на потребни пратеници кога се усвојуваат составот на Државната изборна комисија од мнозинство двотретинско 80 потребни на 61, односно на парламентарно мнозинство од вкупниот број на пратеници. Ние како ВМРО ДПМН изразивме револт поради ваквото однесување, ги кажавме причините поради кои што ја напуштаме овој состанок на парламентарните политички партии кои што беа поканети. Им се извинуваме наше име на сите ние парламентарни политички партии кои што не беа дел од овој состанок. Навистина не бевме во можност да делуваме и во нивно име протестираме. Военно го повикуваме председателот на владата, господин Зоран Заев, а тоа го кажавме и внатре во салата, во најскоро време, во текот на утрешниот ден, не подоцна од понеделник, организира лидерска средба во формат кој што не би надминал бројност повеќе од 4, како што беше праксата до сега, односно најголемата политичка партија која што ја сочинува владата, најголемата политичка партија на албанците во Република Македонија која што е коалиционен партнер во владата, најголемата опозициона политичка партија, во случајов тоа е ВМРО ДПМН, и најголемата опозициона партија на албанците во Република Македонија, да седнеме да разговараме отворено од самиот почеток на сите оние отворени прашања кои што му претходат на формирањето на новиот состав на Државната изборна комисија, па дури потоа да дискутираме за формирањето на новиот состав на Државната изборна комисија. Се надевам дека ќе преовладува разумот, се надевам дека ќе преовладува мудроста во редовите на владата и во најскоро време председателот на владата ќе организира ваква средба на која што ќе можеме отворено да дискутираме на начинот на кој што ќе биде избран составот на Државната изборна комисија. Ви благодарам. Колку не се случи тоа, господин Мицковски, кои ќе бидат позициите на ВМРО ДПМН? Ова прашање ќе треба да му го поставите на председателот на владата, господинот Зоран Заев, а зидните чекори на ВМРО ДПМН јавноста благовремено ќе биде информирана. Ви благодарам. Господин Мицковски, останувате ли на истите барања да се усвои претходно законот за финансирање на партиите? ВМРО ДПМН е принципиелна партија и ВМРО ДПМН останува на истите оние ставови кои што ги имаше и во март месец и сега во јули месец и ќе ги има и понатаму, дека целиот овој процес треба да се гледа како заокружена целина, на кој што му претходеше првата етапа, а тоа беа сите оние реформски закони кои што ВМРО ДПМН враќајќи се во парламентот ги поддржа со двотретинско мнозинство. Следен чекор беше усвојување на законот за финансирање на политички партии и измените во законот за влада, каде што ќе се регулира концептот на техничката влада по прженскиот модел. Ние едноставно бараме да добиеме фер избори. Тоа е суштината која што ВМРО ДПМН ја бара. Дури потоа, како што тогаш беше договорено, помеѓу владата и опозицијата на тие марто-априлски преговори, доаѓаше на дневен ред формирањето на Државната изборна комисија. Владата со чинот кој што вчера го направи, докажа уште еднашка дека не само што нема демократски капацитет, туку е многу далеку од европските вредности. На овој начин, символ на европските вредности и на ваков начин не се однесува човек кој што повикува на европски вредности. Напротив, се седнува со опозицијата и се договара и се постигнала компромис за барањата кои што ги има опозицијата, а кои што се легитимни и не се повеќе од она што тогашната опозиција ги имаше како барања кога беше опозиција. Господин Мицковски, зошто го условувате формирањето на ДИК со исполнување на вашите барања кои се непосредно врзани за избори, не се за ДИК? Не го условуваме, мислам дека тезата за условување е погрешна и не само што е погрешна, него е катастрофална во едни вакви суштински моменти. Напротив, ова однесување кое што го практикува владата и кое што го манифестираше вчера на дело, само го назадува процесот на европеизирање на Македонија, не го напредува процесот на европеизирање на Македонија. Европските принципи и манири се кога ќе се договорат владата и опозицијата за нешто, тоа треба да се испочитува и тоа истото треба да се имплементира. Така што одговорот на ова прашање можеби повторно треба да го даде председателот на владата зошто тоа не се случува. Но ќе се одрази на роковите околу референдумот. Вашето однесување, да.
Затоа рековме во најскоро време стоиме на располагање председателот на владата да организира лидерска средба во формат кој што го предложивме, кој што нема да надмине повеќе од четворица и нема да се одржи подоцна од понеделник. Тоа беше нашиот апел и тоа е она што ние го побаравме и сега внатре во просторијата, но и еве сега јавно го соопштуваме на македонската јавност.